Добро вечер. Вонредна политичка анализа, која ќе ја почнеме со две изреки кои всушност нели определуваат какви ќе бидат рамките на вонредна политичка анализа. Првата е не за кого е речено, туку за кого е печено. Најавивме Виктор Орбан, Никола Груевски број 2, меѓутоа во неделата се случи изборите, парламентарни избори во Бугарија и мислам дека е многу поактуелно. Дека многу повеќе тоа ќе ви интересира, време за Орбан и за Груевски ќе имаме наредниот или понаредниот вторник, тоа да го допрецизираме, да го дообјасниме со некои нови ексклузивни информации така натаму и така натаму. И втората изрека е жути жутују, а црвени путују, односно жолтите жолтеат, меѓутоа остануваат, преживуваат, а црвените или румените во конкретниот случај Румен Радев патуваат или заменуваат од овој свет, што не одговара нели на конкретната реалност, бидејќи во неделата на изборите во Бугарија се прошета Румен Радев. Убедлива победа, апсолутно мнозинство, ќе формира нова бугарска влада, стабилна влада после 3, 4, 5 години на одредени политички, владени кризи така натаму и така натаму. Дали тоа нешто ќе смени? Апсолутно не. Бидејќи изминатите 25 или 30 години, без малку освен Румен Радев да нема политичар, председател, премиер во Република Бугарија, кои биле интересни за македонската јавност, а да не сум ги снимил во емисијата во Центар. 2-3 премиери, да речеме, Бојко Борисов во премиерскиот кабинет, Иван Костов во премиерскиот кабинет, Симеон Саксобургоцки во премиерскиот кабинет, Димитар Попов, човекот кој го спречува, која спречува реализацијата на оној договор заедно со Желјо Желев помеѓу Мицотакис и помеѓу Слободан Милошевиќ за одредена балканска конференција на која ќе се расправа за можна поделба, трета балканска поделба на Република Македонија, Желјо Желев од председател и така натаму, значи освен Румен Радев. Ништо суштинско нема да се смени во македонско-бугарските односи. Бидејќи прво тоа се толку обременети односи, толку комплексни односи, толку емотивни односи, што еден избор или една победа или едно случување не може нешто суштински да смени во тие односи. Знаете зошто не може суштински да смени? Бидејќи суштински проблем помеѓу македонците и бугарите е срамот на ВМРО. Срамот од тоа историско ВМРО, како се определувале, што се определувале и од таа шведска маса на ВМРО, каде што едните биле класични, декларирани бугари, а вторите биле малку помалку бугари. Ние сме ги избрали овие малку помалку бугари и од нив сме направиле национални величини. Знаете, за да не го делиме македонскиот народ. Едните кои биле, нели да не се повторува, не знам, граѓанската војна во Грција, леви против десни, усташи и партизани во Хрватска, четници и партизани во Република Србија. Ние сме сакале да избегнеме таа поделба во Република Македонија и сме велеле Ванчо Михајлов и Тодор Александров се стигматизирани и сите кои нели сме ги доживувале или сме сакале да ги промовираме во непријатели на системот сме ги дефинирале како Ванчо Михајловисти или ВМРО-вци од чинелот на Ванчо Михајлов, меѓутоа тука под радар ни поминале едно мноштво, една дузина на комити, војводи, стари ВМРО-вци кои биле малку бугари. Или биле малку помалку бугари од Тодор Александров и Ванчо Михајлов. И тој срам кој сега нели ВМРО сака како ДНК да не го наметни, дека ВМРО е всушност ДНК на македонскиот народ и на македонската држава, или како велеше Лупчо Георгиевски на времето, македонската независност е избоксирана со влијание, со силно влијание на бугарофилите во Република Македонија. Јас тој товар на ВМРО никош не сум го прифатил. Ниту сметам дека македонците се ДНК на ВМРО, ниту сметам дека бугарофилите избоксирале независноста на Република Македонија, ниту сметам дека тоа е историски коректно. Имаме едно интервју со Зоран Ефремов сега во недела, почнува фино, пријателски, па има едно 20-30 минути тврдо интервју, ќе погледнете тој интервју и мислам дека ќе уживате. Во неделата пред 2 дена беше интервјуто со Тито Петковски, кој го снимивме пред Великден. До сега некаде 61-62 прегледи за 2 дена. Што е фантастична бројка. Знаете, ако Тито Петковски во наводници можам да го продадам пред македонската публика во 2 дена 61-62 прегледи, тоа покажува не толку на некаква моја моќ, супер моќ, новинарска величина и така натаму, туку на една желба, еден жет, една жетка македонскиот народ да слушне нешто различно од тоа што е сега. А тоа што е сега е катастрофа, погледнете понуда. Венко Филипче, Христијан Мицковски, Весна Јаневска,
Па никој нема да е заинтересиран да ги слуша. Да им плаќат на луѓето нема да сака да ги слушат, бидејќи тоа е плитко, досадно, неинвентивно. Еден Тито Петковски, како на времето Дража Марковиќ, кој сум го гледал тамо некаде на телевизија со Гордана Суша, сега ви делува свежо, ви делува капацитетно, ви делува со одредена тежина и одредена длабочина да говори за суштински процеси во Република Македонија последните 35 или 40 години, и тоа покажува во каков историски ќорсокак е влезена Република Македонија, така што избори во Бугарија нит нешто сериозно ќе сменат, нит нешто сериозно ќе подобрат, нит нешто сериозно ќе влошат, едноставно само можат помалку или повеќе да осветлат таа јаловост во која е напикана македонската држава и македонската политика. Знаете што ми пречи? Ве гледате емисија 360 на државна телевизија. Еден ден после избори во Бугарија, кои нели се историски, многу битни за Република Македонија, поведува Румен Радев интервју со министерот за здравство. Па ако на државната телевизија вие немате анализа, немате интервју, немате емисија каде што клучните проблеми во државата ќе ги третирате со соодветни гости, а тамо на располагање му се сите гости, цел државен врв, цел опозицијски врв, сите универзитетски професори кои сака да ги добие, може со едно вртање на телефон во секој момент да ги добие, еден Маријан Ѓорчев, кој бил амбасадор на Република Македонија во Бугарија, човек кој во структурите на ВМРО важел, условно речено, за бугарофил, Љупчо Ѓорѓевски, значи отворете ги телевизиите, почнете да каните луѓе кои се интересни за македонската јавност. Само погледнете кои луѓе се погледани повеќе од 100.000 прегледи во емисии во центар на Васко Ефтов и ќе знаете кого треба да каните по телевизија. Поканете го Маријан Ѓорчев, бидејќи тие негови интервјуи во емисијата во центар се преку 150-160.000 прегледи. Тогаш и ќе имате заинтересираност на македонската публика да гледа телевизија, да може да добива одредени пораки. Инаку ние ако не се изборите, ако се пензионира сега Бојко Борисов, ако Румен Радев се пензионира утре или за 1 или за 2 години, Екатерина Захариева или Красимир Каракашанов, ние не знаеме да наброиме 3 бугарски политичари. Освен Мицотакис не знаеме грчки политичар да наброиме. Освен Еди Рама не знаеме да кажеме што се случува во соседна Република Албанија или што се случува во Косово. Еве кажете, јас одам сега на некоја снимање во Босна и Херцеговина, Србија и во Хрватска, која е власт, која е номенклатура, која е опозиција во Босна и Херцеговина, кој ќе формира влада во Словенија. Ние со тие држави произлегуваме, до пред 34 години сме живееле во една заедничка држава, која се нарекуваше СФР Југославија. Ние ништо не знаеме. На вести слушаме за Пазарчево Берово, па тамо глобус се врти на вестите и на националната и на другите телевизии на национално ниво. Ако се врти глобус, а не се вртат Пазарчење во Берово и во Пекчево, тоа значи дека во вестите треба да имате клучни настани кои се случуваат во светот. Затоа постои Скопска хроника, каде што асфалтирање на улици ќе биде третирано. Затоа постои регионална хроника, каде што проблеми на пазари во Берово ќе бидат третирани. Затоа постојат локални медиуми, локални портали и така натаму и така натаму. Телевизија на државно ниво третират државни проблеми и третират наддржавни или светски проблеми. Вестите во трајање од 30 минути ви се состојат од 12 вести, 1, 2, 3 најави, плюс 2 спортски вести, временска прогноза и вие правите пакет од 30 минути. И не треба да измислувате топла вода, треба само да преминувате тоа што е било каде на некој начин рецепт или формула во светот, ако сакате да направите добри вести. Румен Радев ќе биде нов бугарски премиер. Гледате, Румен Радев произлегува од чинелот генерали или високи офицери на бугарската армија. Не сум имал интервју со Румен Радев, тој нема ниту подразно да биде нов Виктор Орбан. Нели тоа се оние приказни или тоа се оние тези кои се пласираат во македонската јавност. Еве сега Европа победила или Русија изгубила во Унгарија или во Будимпешта и сега Русија им се реваншира на европјаните со изборот на Румен Радев. И сега Румен Радев ќе биде нов Виктор Орбан. Ниту подразно Румен Радев нема да биде нов Виктор Орбан. Не дека нема таков капацитет, не дека нема таков сет на идеолошки одредени молотови коктели кои му се во главата, туку е сепак офицер, сепак е многу поразумен, тој нема со грло во јагоди да влезе, ќе се обиде да балансира. Знаете, ако вие сакате во национален
лидер или некој кој го обединува тоа раскарано, раздробено бугарско јадро да бидете промовиран како обединител на тоа раскарано и раздробено бугарско јадро, вие не смете да бидете ниту десно, ниту лево, туку треба да се движете исто како што се движи емисијата во центар по средината, значи по магистралниот пат, па тамо од лева страна да ви биде Русе, не знам од десна страна да ви биде, не знам, доле Димитровград или Свиленград, тие да бидат маргини, а вие да се движете по средната линија и тамо 50-60% од граѓаните или од јавното мислење да биде наклонет на ваша страна. Меѓутоа од настапите на Румен Радев на бугарските медиуми, бугарската телевизија, бугарските национални или државни телевизии, јас можам да заклучам дека станува збор за така скромен политички вокабулар, скромен политички интелект, па дури би рекол и скромен војнички интелект, иако во врвот на својата војничка кариера бил генерал мајор, пилот и така натаму и така натаму. Мене, например, многу поголема тежина ми има Михо Михов, кој беше началник на генералштабот на бугарската армија, беше амбасадор на Бугарија во Република Македонија, еден екстремно интелигентен генерал, кој учествувал или бил начело на бугарската армија кога е НАТО интервенцијата на тогашна СР Југославија. Сум имал едно или две интервјуа со него, и да не е тој во наводници нестрекен бугарски јазик, па треба тамо да преведувам, па ако не биде преведено македонската публика ќе речи ти мислиш дека македонскиот и бугарскиот јазик се исти, така да тоа ми прави дополнителни трошоци, ми прави дополнително губење време и така натаму и така натаму. Инаку Михо Михов, ако е се уште жив, со огромно задоволство, например, би го снимал за војната во Персискиот залив, бидејќи станува збор за офицер на највисоко можно ниво. Како Румен Радев станува премиер или победник апсолутен на изборите во Бугарија. На база на политичката криза која последните години имаше навјасено бугарската држава. А генератор на политичката криза беше Румен Радев. Тој од 2017 година беше председател на Бугарија. Бугарите имат еден интересен председателски модел на владење, интересни председателски избори. Мандатот е со трајање од 5 години. Например, се случуваат есента изборите, нешто слично како со Соединетите американски држави. Октомври, некаде крај на октомври им се изборите, прв, втор круг на председателски избори, а инаугурацијата или стапувањето на должноста доаѓа јануари наредната година. Така што победува Румен Радев на изборите октомври 2016 година, а стапува на функцијата јануари 2017 година. И ако сега не се повлечеше или не го прекратеше председателскиот мандат, тој ќе имаше председателски мандат уште 7-8 месеци и ќе завршеше неговата председателска кариера. Во овие 4 или 5 години кога таа политичка криза го јади или го има навјасено бугарското јавно и политичко милје, генератор на политичката криза е Румен Радев. Па и сетете се колку службени влади или службени правителства беа направени во Бугарија. Па тамо службените премиери ги номинираше Румен Радев. Тој го составуваше кабинетот и всушност во тие 3, 4 или 5 години на наводници без законие, без владење во Бугарија, кога има нестабилни влади, кога има службени правителства, всушност и председател и премиер е Румен Радев. Знаете како велат во психологијата, јас тоа сум го читал во некои книги, се извинувам ако погрешно го цитирам. Ако имате некаков проблем, за да заборавите на тој проблем, вие треба на тој што го третирате во тие психолошки сеанси да му дадете друг проблем. Например, има проблем со расположение, или има проблем со глава, или има проблем, не знам, со колена, со нозе, вие му давате да жонглира топки. И одеднаш целото негово внимание е во жонглирањето на топките. И тој се мачи како да почне да жонглира со 2, со 3, со 4, со 5 топки. И во еден момент, кога тој проблем ќе му стане доминантен и ќе му го привлече целото негово внимание, тој ќе забори на останатите проблеми. Тогаш во наводници политиката, односно психологијата, го решава тој проблем со тоа што ќе го научи како да жонглира со топките. Или ќе го реши тој проблем со тоа што ќе му го елиминира проблемот. Вештачки направен проблем најлесно се решава. Го решава тој што ќе го направи проблемот. Кој го направи проблемот во Бугарија? Румен Радев и длабоката држава поврзана со Румен Радев. Сега Румен Радев ќе треба да дојде на чело на бугарската држава и на бугарската влада да го реши проблемот кој сам го има создадено за да дојде на чело на бугарската држава. Има една многу позната звезда, телевизиска, интернет звезда Мартин Карбовски во Бугарија. Нешто слично на Слави Трифунов, меѓутоа овој не влезе активно во политиката. И после победата на Румен Радев, тој споделува некаков линк од некаков текст во еден бугарски портал, сега ќе се обидам да ви го преведам.
професор Ричард Вернер за парламентарните избори во Бугарија, после отказот или после неприфакањето да се вакцинираат во времето на ковид пандемијата, бугарите одново покажале дека се најумните во Европа. Значи, гласајки за Румен Радев, според Мартин Карбовски, бугарите после тоа што не прифателе да се вакцинираат во време на пандемијата со корона вирусот, сега покажале, избирајќи го Румен Радев, дека биле најпаметни во Европа. Значи, ако не го избрале Румен Радев, ќе покажале дека се најглупи во Европа. Сега, избирајќи го Румен Радев, покажале дека се најпаметни во Европа и има тука едно купче или дузина на коментари, кај што му велат немој да ги лажиш луѓето, бидејќи Бугарија после Перу имала највисока доза на смртност или највисок степен, највисок коефициент на смртност, бидејќи не се вакцинирала во време на корона кризата. Но што е поентата? Тоа е една лепеза на новинари, на јавно мислење, проруски настроени, контролирани од бугарската длабока држава, кои 2, 3, 4 години создаваат едно такво нихилистичко јавно мислење, ништо да не прифаќа. Вие ако направите црно, тие вела дека треба да е бело. Вие ако направите бело, тие вела дека треба да биде црно. И на бранот на едно такво нихилистичко јавно мислење беа трошени сите политичари во Бугарија и на крај беше потрошена и матичната партија, во наводници матичната партија БСП на Румен Радев, која 2016 година го номинираше на претседателските избори. Суштината на конфликтот во Бугарија е што бугарското јавно мислење толку стана осиромашено, толку имаше мали очекувања, толку, знаете како кога одите на пазар, почнувате да ги чукате лубениците, правејќи се дека знаете формула како да одберите која е зрела лубеница и да ги трнете настрана тие кои се зелени лубеници, и на крај тоа ви се сведува на една лотарија, 50% може да биде црвена, 50% да не биде толку црвена. И во овие 3 или 4 години бугарите им дадоа шанса безмалку на сите. Промените продолжуваат. Слави Трифунов има таков народ. Бојко Борисов, Пеевски, така натаму и на крај му дават на Румен Радев. И во еден од коментарите под тој линк кој е споделен од Карбовски, има коментар кој за мене најдобро осликува политичката ситуација и реалност која денес се случува во Бугарија. Според тој коментар, ако пејачот Азис и пејачката Глорија направеле политичка партија, тие сигурно ќе победеле или сигурно ќе ги спечалеле парламентарните избори во Бугарија, дека Азис ќе бил премиер, односно дека Глорија ќе била премиер, а Азис ќе бил министр за финансии. Дека толку е омразата, разочараноста кај бугарското јавно мислење, што ќе било или дека било дај кого ќе дадеш, само да не биде овој кој се сега или кој биле 10-15 години на власт. Во овој временски период Румен Радев успе да се продаде. Дека тој иако е претседател, иако е власт, иако е 9,5 години глава на бугарската држава, дека ниту лук јадел, дека ниту лук мирисал, дека ништо не правил, дека се уште во една Шкода се вози, еве 10 години на власт и за разлика од Пеевски, кој има авиони, хеликоптери, луксузни возила, нели? Тој е првиот човек на турската партија во Бугарија и како се мобилизира македонското јавно мислење околу албанските партии, и ако вие сакате да победите на избори, треба да водите одредена антиалбанска кампања во Република Македонија. Ако сакате да победите на избори во Бугарија, треба да водите антипеевски или антитурска кампања малку прикриена. Каракачанов на времето, кој се сеќаваше, одеше и пред сите парламентарни избори ги блокираше премините помеѓу Бугарија и помеѓу Турција, тамо на граничниот премен Свиленград или каде се тие гранични премини, Малко, Трново или други гранични премини помеѓу Бугарија и помеѓу Турција, е некаква помека кампања водеше Румен Радев. Нормално предпоставувате дека партијата на Каракачанов сега беше во коалиција не тајна, меѓутоа не толку еклатантна и толку видлива коалиција, бидејќи пораката на Румен Радев или барањето на Румен Радев од Красимир Каракачанов била: ние ќе бидеме во коалиција, но сите кои се стигматизирани, кои се извикани политичари од редовите на ВМРО БНД нема да бидат на пратенички листи, помлади луѓе, помлади политичари, така натаму и така натаму. Прашајќи Каракачанов, кој со една нога е надвор од политиката, сепак успеа во коалиција со Румен Радев на пониско ниво да биде составен дел на власта. Сума сумарум, Румен Радев нема да ви води политика како Виктор Орбан. Тој веројатно
Тоа сите анализи го покажува. Тој веројатно сакаше да коалицира со промените продолжуваат. Иако сите аналитичари во Македонија нели правеа проценки, ако БСП, партијата на бугарските социјалисти, влезеше во парламентот, дека Румен Радев ќе коалицираше со партијата на бугарските социјалисти. Тоа не може да му донеси ништо, знаете, бидејќи суштината е дека вие мора да имате одредена партија. Ако вас ве доживуваат како про-Путин, про-руска партија, партија која со едно око гледа кон Москва, со второ око гледа кон Сан Петербург, а само проформа гледа со некое трето око кон Европската унија и кон Брисел, вас ви треба партија, дали ќе е некоја соросоидна, дали ќе е некоја прозападна партија од типот на партиите промените продолжува, тамо не е Кирил Петков, тамо Асен Василев сега на чело на партијата, но таа партија требаше да биде коалиционен партнер. Во оваа фаза, кога тој има апсолутна власт, него не му е потребно да коалицира со било која друга партија, но му е неопходно да може да ја продава приказната дека партијата промените продолжуваат, тајно, полутајно или полујавно ќе им дава поддршка за одредени стратешки реформски проекти. Гледате, партијата промените продолжуваат. Првите лидери на таа партија или тој двоец, Кирил Петков и Василев, произлегаат од едно службено правителство, биле министри во едно службено правителство направено од Румен Радев. Значи, по еден исти модел, Европската унија или Соединетите американски држави, тамо некаде пред 4 или 5 години, ги решаваа политичките проблеми во Црна Гора, Спајич и Милатовиќ, произлегува од оно движење и она партија која ја формираше Криво Капич, која дојде на чело на Црна Гора на бранот на тие антицрковни или црковни протести против Мило Џукановиќ, направија политичка партија, едно беше претседател, едниот премиер на Црна Гора. По некаков сличен модел, после големи протести против Бојко Борисов, беше направено службено правителство или службена влада, министри во таа влада беа Кирил Петков и Асен Василев, и тие прават партијата промените продолжуваат. Во еден временски период таа партија формираше бугарската влада и во нејзин мандат е условно решен дел од македонско-бугарските проблеми, односно е усвоен францускиот предлог. Сега Румен Радев, кој де факто е архитект од бугарска страна на францускиот предлог, доаѓа на чело на бугарската влада. Дали тоа нешто ќе смени? Апсолутно ништо. Меѓутоа Румен Радев во моментот ќе има насушна потреба да докажува дека Бугарија не е Порто Рико, како што е односот на Порто Рико кон Соединетите американски држави, таков бил односот секогаш на Бугарија во однос на Советскиот сојуз. Во времето на Тодор Живков тие сака да биде 16 или 17 Советска република. Зошто? Заради тоа дека Тито или Титова Југославија, кои биле многу посилни, победници во текот на Втората светска војна и така натаму, би можеле да ја притиснат Бугарија да го реши во интерес на Југославија македонското прашање. За тоа да не се случи, Тодор Живков ја измислува формулата Бугарија да биде 16-17 Советска република. И секогаш сум ја доживувал Бугарија како Порто Рико, што е во однос на Америка, Бугарија да биде во однос на Русија или на Советскиот сојуз. Сакајќи да ја избегни таа опасност, да не биде восприман на почетокот на мандат како руски човек, Путин човек, нов Виктор Орбан и така натаму, на Румен Радев нема толку да му одговара БСП, партијата претходна на Станишев, на Корнелија Нинева, кој сега не влезе во парламентот, туку ќе треба јавно или тајно да коалицира со партијата промените продолжува, бидејќи му фали малку одредена Соросова и прозападна глазура. Тоа ќе биде политичките процеси во Бугарија. Не знам дали сте приметиле, во сите интервјуа, и во сите анализи, ја секојаш главните поенти ги кажам како се приближил крајот на интервјуто или крајот на анализата. За разлика да речем од колеги кои првото или главното ќе кажат на почетокот на интервјуто или почетокот на анализата, јас тоа го оставам за крај. Бидејќи десертот доаѓа на крај. Се пие кафе, па десерт и вие среќни, задоволни, со кренат шекер, полни со енергија, се одите дома и продолжувате со други активности. Видите, кога ќе погледнете бугарската политичка сцена изминатите 33-34 години, таму и левите и десните опции легувале во одредени политички кризи. Почетокот на 90-тите години Желјо Желев, Филип Димитров, па Иван Костов, кој е премиер 97-2001 година и се погодува да биде премиер во време на бомбардирање на СР Југославија и војната во Република Македонија и подоцна, нели, е замене со Симеон Саксобурготски. Имате сега криза, тоа е криза на десницата, која завршува со влада на Симеон Саксобурготски, па Сергеј Станишев од 2005 до 2009 година и 2009 година, колку тамо, 8-9 години власт на Бојко Борисов.
Значи, кризата која се случува во десните политички структури или сините, како ги нарекот во Бугарија Филип Димитров, Желјо Желев, бугарската длабока држава, да не речам тајна полиција, да не речам ДАНС, да не речам тие некои комунистички структури, решават со враќање на Симеон Саксобурговски од Шпанија во Република Бугарија. Таткото на еден познат македонски олигарх, можете да видите фотографии како е на дочекот на Симеон Саксобурговски, моја бацува или моја целува раката, но тоа е приказа за некоја друга вонредна политичка анализа. Доаѓа Симеон Саксобурговски кој формира влада каде што на клучните позиции или клучните постови, како велат во Бугарија, се проруски структури. И русите смета дека тие контролира таа влада, меѓутоа енглезите со помош на Симеон Саксобурговски, каде што има разни приказни дека русите му даваат пари за одредени коцкарски долгови и така натаму, што нели не е битно за ова наша политичка приказна или политичка анализа. Енглезите со помош на Симеон Саксобурговски ги истуркуваат, ги рушат сите мостови и ја туркат Бугарија да стане членка на НАТО и членка на Европската унија. И сега имаме криза на левицата, која почнува од мандат на Корнелија Нинова, предходно Михо Михов, па предходно Сергеј Станишев и така натаму, иако од редовите на таа левица мене најмногу ми се допаѓа Румен Овчаров, мислам дека е најинтелигентниот политичар последните 33-34 години во Република Бугарија, кој важи за руски човек. Тој ги турка сите оние проекти Бургас, Александрополис, гасоводи, нафтоводи, кој сака да ја промовира под закрила на Москва Бугарија да биде клучниот геп на тие нафтени гасоводни коридори, трансвазали да се врзуваат и да поминуваат низ територијата на Бугарија. Бугарија ништо да не прави и само од такси, од кирии, од трошарина, патарина и така натаму да заштедува или да печели милиони или милиарди долари или евра. Значи, левицата е во одредена политичка криза, меѓутоа 2016 година левицата го номинира Румен Радев и тој победува на првите претседателски избори, па 5 години подоцна победува на вторите 2021 година. На вторите претседателски избори имаше 9,5 години мандат претседател или глава на Република Бугарија. Ако Симеон Саксобурговски беше решение на кризата кај десницата и од лабоката држава беше донесен на власт, бидејќи десницата не можеше да најде решение тамо некаде почетокот на 2000 години, Румен Радев е решение на кризата на левицата која треба природно да ги наследи Бојко Борисов, Пеевски, Каракачанов, Захариев и така натаму, која ја донесува бугарска држава во одредена ситуација на криза, немајки решение левицата Корнелија Нинова или наследникот на Корнелија Нинова. Корнелија Нинова е господјата на која Зоран Заев, кога ја посетува Софија и носи букет ружи, тоа се фотографии кои можете да ги најдете на социјалните мрежи. Румен Радев е решението на длабоката држава за кризата во левицата, бидејќи доаѓа време левицата да дојде на власт во Бугарија, такви се тие циклуси, циклични периоди и така натаму, немајки друго решение, го натеруваат Румен Радев пред време да ја заврши претседателската кариера и да почне премиерска кариера. Кога ги поставиме овие две работи на маса, тогаш Румен Радев возви се промовира во архитект на францускиот предлог. Ни средбата или на средбата со Зоран Заев, која е некаде пред 5-6 години, кој се уште е Зоран Заев, премиер на македонската држава, Румен Радев и Зоран Заев во основа го скицираат францускиот предлог. Подоцна има средба на Димитар Ковачевски, па приватна вечера во домот на Румен Радев ме организира на Димитар Ковачевски, кога Румен Радев го убедува Димитар Ковачевски зошто треба да бидат направени уставни измени во Република Македонија. Го вади Преспанскиот договор кој е некаде на 60 страни, го вади францускиот предлог кој е некаде на 5 страни и вели ако сте направили уставни измени за грците, треба да направите уставни измени за бугарите во уставот на Република Македонија и ќе биде решено бугарското прашање. Дали ќе биде решено, дали нема да биде решено, тоа никој жив не може да ви окажи. Меѓутоа Румен Радев сега, ако од позадина до сега ги влечеше конците како истурено делење на длабоката држава на позицијата претседател на Бугарија, сега ќе треба како премиер тој конечно да покажи нешто не сака да се прави или да се случува, туку што сака да се прави. Длабоката држава во моментот има потреба за контрола на судскиот систем, на полицијскиот систем, на војниот систем, на тендери, на трошење и така натаму и така натаму. Сума сумарум, Европската унија или Европа, која прави блицкриг во Унгарија,
кој го пушта низ вода Орбан. Знаете, Орбан не е толку пуштен низ вода поради односите со Москва, поради транге-франге операциите со Москва. Многу повеќе е пуштен низ вода поради криминалот, корупцијата и обидот тој полукриминален, полукорупцијски модел да го наметни како нормален модел на функционирање на европската држава, го пуштат низ вода. Во Бугарија, избирајќи помеѓу драматично распространет криминал и можната опасност од проруско наклонување на Румен Радев, те велат, ние ќе прифатиме Румен Радев со сите негови проруски склоности, бидејќи тој единствено може ова криминално милје или криминален стил на живење во Бугарија единствен да го реши. Зошто? Бидејќи тој набранот на тоа е дојде на чело на државата, тој го критикувал, тој од позадина ја прави нефункционална државата и сега е време таа нефункционална држава која е направена од него сега да направи функционална. Тоа се случи во Бугарија на изборите во неделата. Гледате го во недела интервјуто со Зоран Ефремов. Топ интервју, 5 дена пред тоа интервју да ви најавам, некој погрешка да го пропушти, одлично интервју, одамна немало такво интервју на фреквенцијата на емисијата во Центар. Една поента или една мини анализа за крај, чисто како поттик за размислување. Албанија 9 држави во моментот на Европската Унија се заканува дека ќе стават вето за прием на Албанија во Европската Унија. Или за завршување на преговорите на Албанија со Европската Унија за полноправно членство. Знаете, што е суштината? Со Бугарија е нарушена рамнотежата на Балканскиот полуостров. Вие имате Романија, гледате како се мобилизира јавното мислење во Романија. Проруски кандидат, преку TikTok мрежата, финансирана кампања, води после првиот круг на првите претседателски избори, кои беа минатата или односно предминатата година во Романија, се прекинуваат тие избори, се мобилизира Агенција за национална безбедност, па откриени линкови, па откриени пари, па нова рунда на избори во градоначалникот на Букурест станува претседател на Романија. Значи романското јавно мислење е капацитетно, исто се случува и во Молдавија, односно Молдова. Значи тие се капацитетни држави да може да се мобилизират и да се спротивстават на проруско или про-Путин, про-советско влијание и во Романија и во Молдова. Тука на Балканскиот полуостров, ако е трниме настрана Грција, со влезот на Бугарија, Бугарија е внесена во НАТО и во Европската Унија, да се спречи проруското влијание преку Романија, многу повеќе преку Бугарија, да се пенетрира на Балканскиот полуостров и да може да прави одредени замешателства, одредени влијани и одредени политички процеси кои одговарат на Путин и одговарат на Москва. 20 години после тоа, ние сваќаме и разбираме дека со влегувањето на Бугарија во НАТО и во Европската Унија е нарушена рамнотежата на Балканскиот полуостров. Сега Бугарија е доминантна во однос на Србија, доминантна во однос на Македонија, доминантна во однос на Албанија. Гледате, албанците мора да прават попис за да ги задоволат бугарските барања. Што ќе се случи ако Македонија е надвор од Европската Унија, ако Србија е надвор од Европската Унија, а Албанија стане членка на Европската Унија? Кога се уште во пакет Македонија и Албанија, има грчко вето која ја спречува Албанија да биде ослободена или да биде одделена од пакетот со Македонија. Кога завршува грчкото вето, сега имате две држави на Европската Унија кои се подготвени да стават вето Албанија да стане членка на Европската Унија. Сума сумарум во моментот од Брисел доаѓаат одредени сигнали дека тие по секоја цена ќе инсистираат ќе дозволат на Црна Гора да стане членка на Европската Унија, бидејќи таа нема да предизвика некои тектонски процеси, некои тектонски пореметувања, плюс тоа ќе се испрати порака дека еве Европската Унија нема ништо против Западниот Балкан и ќе ја прими Црна Гора после членството на НАТО во членство во Европската Унија. Ако Албанија стане членка на ЕУ, а Македонија надвор од ЕУ, Србија надвор од ЕУ, толку драматично ќе биде нарушена рамнотежата на Балканскиот полуостров во корис или во интерес на Албанија, што тоа ниту на самата Европска Унија, ниту пак на регионот, тоа ќе може да им биде од корис. Во такви услови, мене се ми се чини дека Европа ќе влези во брзи промени. Дали ќе биде Брнабич, дали ќе биде некој Свети Брнабич, Вучич, брат му, не е битно. Ќе има брзи промени во Белград, за да може да не биде нарушена таа рамнотежа и во некаков пакет или во некој брз временски интервал, не премногу далече не едно од друго, и Македонија, и Србија, и Албанија да станат членки на Европската Унија. И тоа го потпирам на искуството на така наречената Вишеградска група. Вишеградска група се Чешка,
Словачка, Полска, Унгарија. Иако трите држави, Чешка, Словачка и Унгарија пред Полска ги исполни условите да станат членки на Европската унија, тие мора да чекат Полска, бидејќи Полска е стожерната држава. За среќа, за несреќа, на наше жалење или како тоа да го дефинираме, стожерна држава која останува после распадот на СФР Југославија, ако ја трнеме Грција и Романија на страна, на Балканскиот полуостров во моментот е Република Србија. Република Србија, која е иницијатор на неколку војни или е причина за неколку војни на просторот на поранешна Југославија, дел Словенија, дел Хрватска, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму, покажал изминатите 30, колку ги изминатите 100 и кусур години, дека може да биде сериозен генератор на политички и на безбедносни кризи тука на Балканскиот полуостров. Таква држава, ако Албанија влези и стане членка на Европската унија, тоа драматично ќе значи нарушување на равнотежата на Балканскиот полуостров, кој и така е неурамнотежен. И вие ако сакате дополнително да го направите проблематичен, па да имате држава од типот на Бугарија која става вето за Македонија, утре може да стави вето за тие, како ги нарекуваат тие западни покрајни, Димитровград, некаде Пирот, Босилеград и тука по Република Србија, тамо доле некаде до Сурдулица, и сега имате Бугарија која ве нарушува равнотежата, едвај на шкрги дишите тука поради тие проблеми кои ви ги прави Бугарија. Ако дојдете Албанија да донесе така позиција, вие ќе имате уште поголем проблем. Затоа мислам дека е многу реално да очекуваме дека во еден временски период ќе се влезе во брзи промени во Србија. Дали ќе биде Вучич или нема да биде Вучич, не е битно, битно е да се направи промена во српската политика и во пакет Македонија, Србија и Албанија. Затоа е направен тој заеднички мини Шенген, како го нарекува дел на Балканскиот полуостров Зоран Заев, Еди Рама и Александар Вучич, кај што преку тој модел всушност србите и албанците почна да комуницират. И на бранот на тој модел требаше да се влезе во решавање, па Охридската средба беше направена во Охрид во мандат на влада на Ковачевски и тој Охридски договор всушност беше договор, нели така се нарекува, договор за решавање на косовското прашање, преговорите помеѓу Белград и помеѓу Приштина. Сега со Албанија, ако тоа се наруши, мислам дека тоа нема да биде премногу реално. Ова е нашата анализа, ново дружење недела во 22 часот, политичка анализа вторник 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.